Следниот парламент ќе биде парламент кој што ќе има многу тешки задачи. Ќе има прво тешка задача да се формира нова влада, тешка задача да го продолжи европскиот пат со уставните измени и тешка задача да носи закони кои што ќе значат расчистување со некои досегашни практики, давање повеќе сила на граѓаните, помалку сила на партиите и ставање на приоритет на борба против корупцијата и владење на правото. Дали е можно? Јас мислам дека ќе биде неопходно ние да разговараме за уставните измени и да направиме план како тоа да се направи. Времето не работи за нас. Босна и Херцеговина ќе добие преговори, еве Молдавија и Украина веќе го поминуваат скринингот и ќе влезат во фаза на отварање на поглавијата многу скоро. Искрено, не ви е малку жал? Во која смисла? Украина е во војна. Молдавија е близко до Украина. Босна и Херцеговина знаеме што се случува таму. Е политички тешко било што да се направи. Во која смисла дали ми е жал? Па дека ние направивме се што побара од нас и никако да ги почнеме тие преговори, од еднаш ви даваат на Украина преговарање, на Молдавија, Босна и Херцеговина која што беше тргната на страна ја враќаат во игра. И Мишко, ние затоа велам не била ЕУ секогаш праведна со нас. Тоа е факт. Меѓутоа ние терајќи ги правдините во минатото, многу често ги пропуштавме моментите да ги зграбиме шансите што ни се пружаат.